Кантовата филозофска мисла е наречена коперникански пресврт. Имануел Кант е најзначаен филозоф во модерната епоха, бидејќи на неколку полиња дал изворедни научни резултати. Во филозофијата поставил нов научен метод и постигнал големи достигнувања во сите филозофски дисциплини, како на пример теорија на сознанието, етика, естетика, филозофија на религијата, политика и така натаму. Имануел Кант роден е 1724 година, а живеел до 1804. Роден во Кенигсберг, учел во своето место, а потоа таму бил наставник. Кантовите прочуени дела се критика на чистиот ум, во која ја објасни природата на човековото мислење, критика на практичниот ум, каде ја обработува теоријата на човечкото однесување со изразит воскит кон моралот, критика на моќта на просудување, каде се испитуваат естетските чувства и смислата за создавање. Нашиот ум, според Кант, е сконцентриран на трите прашања: што можам да знам, што треба да правам, на што може да се надевам. Априорното сознавање Кант го представува како можност за сознавање пред искуството, например сознанијата во математиката. Разликата меѓу сознанието априори и сознанието апостериори се состои во следното. Кај априори сознанието имаме независност од искуството. Тие сознанија се општи и нужни и нема исклучоци. Кај апостериори сознанието имаме зависност од сетилноста, потекло од искуството. Ставот на Кант спрема материјата и формата е следниот. Материјата на искуството се осетот и неговите разни квалитети, например боја, тон. Формата е психички елемент од априорното. Таа е неемпириска, неискуствена. Априорната моќ на сознание има три функции и тоа: чистата сетилност, каде припаѓаат сите перцепции на просторот и на времето. Разум се занимава со поимите и научните судови. Тоа се чистите поими или категории. И ум, идеи како дело на умот и можност за постојање на метафизички сознанија. Кантовиот категорички императив представува прецизно морално барање кое мора да се изврши, а нема некоја надворешна цел. Категоричкиот императив гласи: постапувај така што максимата на твојата волја секогаш да има вредност како принцип на сеопшто законодавство. Посебната хуманистичка формулација на императивот гласи: постапувај така што човекот да ти биде цел, а не средство.